Што направивме и што треба да правиме за однапред. Длабоко загрижени и вознемирени од начинот на кој владата на Република Македонија го води процесот на разговори со Република Грција околу нашето уставно име и национален идентитет. Чувствуваме историска одговорност да не молчиме и да се обратиме на целата македонска и светска јавност во духот на мислата на Мисирков. Што направивме и што треба да правиме за однапред. Така е. Сакаме да истакнеме дека нашето право на самоопределување и на самоидентификација не потекнуваат од 1991 година, туку се резултат на историски процес на самоафирмација и на борба за сопствена држава, која символично започна со првиот Иленден во 1903 година, а беше кронисана со вториот со заседанието на Асном од 1944 година. Третиот Илинден од 8 септември 1991 година беше само чин на континуитет, легитимиран со родите на извештајот на Бандинтеровата комисија и со пресудата на Меѓународниот суд на правдата од 2011 година. По два, приемот на Република Македонија во Обединетите нации беше извршен со флагрантно кршење на повелбата, при што на државата и беа наметнати два нелегални услова. Обврска во меѓународните односи да биде предпоставувана под референцата бивша Југословенска Република Македонија. Како и да разговара со Грција околу разликите во врска со името, поради слабоста на државата, неспособната дипломатија и плашливото државно раководство, разговорите прераснаа во преговори. Денеска сме исправени пред ултиматум да го промениме уставното име на државата, нашата заедничка политичка заедница. 3. Одлучувањето за ова прашање излегува од рамките на Уставот. Никој, вклучително и владата, собранието и председателот на Републиката, нема уставно овластување да одлучува за промена на името. Дури и ако е само за меѓународна употреба. Ветувањето дека народот ќе одлучи на референдум исто така не е засновано ниту на устав, ниту на закон. 4. Дури 137 држави не признаа подуставното име, а во меѓународната комуникација го користиме уставното име The Republic of Macedonia во англиската комуникација. Интелектуалците, културните работници, писатели, научници, уметници, лекари и професионалци од сите области со своите меѓународни постигнувања успеа да се изборат нивните колеги и партнери да ги почитуваат и да ги ословуваат на начин вообичаен за сите други државјани на трети земји.